Дивоградбата во Лагадин, за која пред 3 години тогашниот премиер Заев на трибина јавно кажа дека лично ќе се заложил да се одблокира изградбата на хотел, се остварува. И покрај тоа што своевремено беше донесено решение за поништување на одобрението за градба, спорниот хотел во Лагадин, кој е најблиску изградениот објект до бреговата линија на Охридското езеро, ќе продолжи да се гради како легален објект. За ова градоначалникот Пецаков добил официјално известување од Министерството за транспорт и врски. Цело време се носеше во некакви процедури и пристигна одлука на управен суд на 14.4. Тоа е нешто за кое што доперво ќе брифираме и ќе разговараме, и решение од страна на Министерство дека повеќе не може да се расправа и да се разговара за овој објект, туку одобрението за градба кој што го добил важи. Доколку за истата парцела, истиот објект, има нови некакви докази кои што може да се презентираат, тогаш може да се отпочне постапка. Поинаку, воопшто нема да биде разгледувано доколку повторно се исти или се пушти или се поништи ова одобрение кое што го имале. Невладините организации бурно реагираа и постојано го осудуваа заложувањето да се помогне во легализација на хотелот, бидејќи е спротивно на препораките на УНЕСКО, се коси со постојните законски акти, па дури и со уставот на државата. На крајбрежјето на Охридското езеро има поголем број на такви објекти кои што задираат во препораките на УНЕСКО. На овој начин се дава негативна насока во смисол на не ги почитувајте законските прописи кои што важат во Република Македонија, па еден ден ќе дојде некоја влада која што сето тоа ќе го легализира. Со ова пагаат во вода заложбите на невладината Охрид СОС, од каде потсетуваа дека се носи закон за управување на природното и културното наследство на Охридскиот регион, кој ќе мора да се почитува и да се прогласи мораториум на веќе започнатата градба и забрана за превземање на било какви градежни активности во Лагадин, се додека не се донесе планот за управување со сливот на Охридското езеро.